Скоро за 1/3 е намалена искористеноста на капацитетот на геотермалниот систем во текот на минатата година, заради што се помали и приходите што ги прокнижило комуналното претпријатие Водовод од продажбата на топла вода. За ова придонеле повеќе причини, а најмногу тоа што дел од корисниците на услугите на работната единица геотерма се откажале и се обезбедиле друг извор на топлинска енергија. На седницата на Комисијата за финансии и буџет се слушна мислење на дел од нејзините членови дека можеби високата цена за метар кубен геотермална вода имало влијание за откажувањето на корисниците. Со тоа, капацитетот на системот недоволно е искористен, односно не се испорачуваат максималните количини, како во изминатите години. Испорачуваше околу 1.100 до 1.200.000 метри кубни. Сега, за ланската година, мислам дека ја завршивме со 720 или 900, не ме земете збор, ако сакате ќе ви ги дадеме прецизно тие податци, значи намалена е количината. Корисникот добра, користите се и до 400 и до 600.000 метри кубни во сезона геотермална вода. Ланската година искористи само 40.000 метри кубни, а системот негов работи. Не се испорачани само преку системот на геотерма. Има собствени бушотини. Папазов ја отврли можноста дека цената на геотермалната енергија придонела корисниците да се откажат од услугите на Водовод, образложувајќи го тоа со почитувањето на договорите што ги имаат со другите корисници, при што наплатата на испорачаната геотермална вода се одвивала нормално. Посочи дека влијание за намалената искористеност на системот можат да имаат и временските услови, со оглед дека веќе е средината на ноември, а температурите не налагаат потреба од поголеми количини вода за загревање на оранжериските комплекси. Инаку во почетокот на минатата година, кочанските комуналци поднесоа барање до општината новата цена за метар кубен геотермална вода да изнесува 38,10 денари. Покачувањето беше за скоро 52% и се оправдуваше со зголемувањето на надоместокот за концесија за експлоатација на водата, што претпријатието ја плаќа на државата. Тогаш Советот го усвои барањето и новата цена започна да се применува од февруари 2012.